Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Не, на овие привидно добри луѓе тоа едноставно не им се допадна. Лицата им беа намуртени, на челата имаа брчки, а во нивните очи имаше завист. Колку долго треба да го гледаме ова? Јас сум за ова, да им забраниме да зборуваат за Исус. Ако ова продолжи, наскоро сите ќе веруваат дека Бог го воскреснал Исус од мртвите. Ајде да ги затвориме водачите. Такви биле фарисеите. Се преправале дека се верници во Бог, но прво дозволиле Исус да биде распнат, а потоа сакале да ги натераат неговите сведоци да бидат тивки. Чуварите на храмот се втурнале низ столпата. Ги фатиле Петар и Јован, ги однесле и ги затвориле во затвор во текот на ноќта. Следното утро биле сослушани. Кој ви кажа дека треба да проповедате? Како можете да правите чуда како што направивте сакатиот човек да оди? Петар не дозволил да се исплаши. Смело рекол: Не обвинувате затоа што помогнавме на еден сакат човек. Чудото се случи преку вера во Господ Исус, кого вие го расправте, а кого Бог го воскресна од мртвите. Само Исус може да донесе спасение на луѓето. Никој друг во целиот свет не може. Судиите били изненадени од смелоста на Петар и разговарале едни со други што да прават со него. Што да правиме со овој човек? Не можеме да го негираме фактот дека сакатиот човек може да оди. Сите можат тоа да го видат. Но мора да спречиме другите луѓе да слушнат за тоа. Едноставно, ќе им забраниме да зборуваат за Исус. Петар и Јован биле повторно донесени. Вам, мажи, не ви е дозволено повторно да проповедате за Исус. Дали разбирате? Очекуваме да бидете послушни на оваа заповед, воспротивно... Но Петар одговорил за себе и за Јован. Дали навистина очекувате повеќе да ви се покоруваме вам, отколку на Бог? Невозможно е за нас да молчиме. Ние доживеавме толку многу нешта со Исус и мора да им кажеме на другите луѓе за Него. Уште еднаш биле предупредени да молчат, а потоа им било дозволено да одат. Мора да го слушаме Бог повеќе отколку луѓето, исто како Петар и Јован. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!